Здраво на сите, добре дојдовте во втората епизода од втората сезона на Издиши се, подкаст за поправка на секојдневното расположение. Додека се движиме низ кругот на животот, постојано сме изложени на ситуации какви што не сме посакувале, за какви што не сме биле подготвени или за какви што не сме планирале дека во животот ќе ни дојдат. Таквите животни ситуации можат да го зголемат нивото на секојдневен стрес и чувство на постојано тонење се подлабоко. Животните промени кои ни се случуваат исто така знаат да предизвикаат во нас некакви чувства на несигурност, паника, губење на контрола и некаква безизлезност. Често пати сме биле и во ситуација каде стресот не надвладеал, па почнало силно да ни чука срцето, да ни се препотуваат дланките, да не можеме да дишеме и да не можеме да се справиме со сопственото тело. Овие појави на голем дел од нас не се многу добро познати. За целосно да ја разбереме причината на нивното настанување и за тоа како да се справиме со нив, денеска ќе разговарам со психолог Стефан Стојановски, односно ќе зборуваме токму на темата панични напади. Јас нема да должам многу, бидејќи имаме многу што да кажеме. Стефан, здраво, добро дојде во втората сезона на Издиши се, баш ми е мило што си тука, како си? Добро ве најдов, здраво за сите, здраво за Симонче. Како сум, добар сум, малце се опоравувам од настинка, ама супер. Да, ќе се трудиме да не те заморуваме многу. Не, таман работа, супер е темата, а и е во склоп на насловот што на твојот подкаст, така што многу ми се допаѓа. Фала ти. Не бе, ајде да почнеме за паничните напади. Да, јас малку во воведот дадов мало објаснување за тоа од прилика што и како, но дали може подетално да им објасниме што се панични напади на нашите гледачи? Да, панични напади се интензивни, краткотрајни, чувства на, мислам, непријатност, каде што може да траат нели долго, но исто така од прилика до 30 минути може и да траат кратко, значи све зависи од личност. Како таа се справува со нив. Да кажеме дека е едноставно неприродна ситуација за едно лице, што може да го преживее тоа или го преживува. Може да се јават неконтролирано во секој момент, се додека нели постои, да кажеме, секогаш постои некоја позадина на нив. Наједноставно да го доловам, како би можело тоа да се случи, значи пред се лицето кое доживува паничен напад мисли дека добива срцев удар. Малце страшно звучи, но тука доаѓа, да кажеме, треперење, трнење на рацете, па дури може и, нели, ако го забележиме лицето, дека е малце, нели, менува боја на лицето, значи пребледува. Во тие моменти најдобро е да кажеме, добро, мислам пак ќе зборнеме може и понатака, но најбитно е да има некој покрај нас во тие моменти. Така, да. Што може да предизвика паничен напад? Може да предизвика, значи како првично нешто, знам дека превише го збориме тој стрес, но стресот е, да кажеме, двигател за тоа што може, нели, да предизвика паничен напад. После, значи, стресот како настанува од притисок, да кажеме, при работата, притисок, не знам, во училиштето, било каков некој начин на кој, нешто не притиска, не може да настане стресот. Исто така, анксиозноста е двигател кој може да предизвика паничен напад. Сега, има луѓе кои претрпеле и тешки здравствени состојби. Исто така и они чувствуваат некој страв дека може нешто да им се случи понатака. Така и тоа е еден
мислам дека според мене е чест случај или причина да се јави еден паничен напад. А кои се првичните знаци и симптоми на паничен напад? Првичните знаци, значи може да бидат физички и емоционални. Добро. Значи физичките, како што кажав, може да се случат со потење на чувство на стегање на градите, мислам тешко срцебиење, баш забрзан ритам, менување на бојата, потење, мислам дека го спомнав, Да. трнење на рацете, така тие се да кажеме физичките. Емоционалните се малце на начин на кој некако личноста, ако чувствува страв или мисли постојано на некои грижи кои не може да ги реши. Например, постојано сега нешто ќе ми се случи, нешто лошо ќе се тоа може исто така да биде причина за постигнување. Но сепак да не ја заборавиме позадината. Значи ако тоа може да биде еден тригер да настане, да кажеме, Паничен напад. А дали постојат различни видови на паничен напад? Дали може да се класифицираат на некој начин? Па, дали може да се класифицираат? Претежно, да кажем дека од паничен напад се познава и анксиозен напад. Видови може да се јават зависно од интензитетот на паничниот напад. Например, ако, да кажеме, имаме некој дедлайн, на работа, ако имаме, да кажеме, притисок, пред испит, или како сега ќе влезам на ова работно место. Значи, според, мислам дека интензитетот на паничниот напад може да се разликуваат така, некои видови на паника. Така, пред да ја снимиме епизодава, налетав на едно истражување направено во Америка, кое покажало дека кај 81% од луѓето кои доживеале паничен напад, нивните симптоми обично го достигнувале својот врв во рок од 10 минути од првиот симптом, додека кај 19% од луѓето со панични напади својот врв го достигнале подоцна од 10 минути по првиот симптом. Па дали може да се каже колку долго би траел еден паничен напад? Може да трае, да кажеме, најдолго, мислам дека половина час. Може да трае многу кратко, но пак зависи од тоа дали имаме некој покрај себе или можеме сами да се справиме со него. Луѓе кои имаат искусено панични напади, предежно ги чувствуваат, знаат како да се спречат, веќе се навикнати на тоа, но тука е наша задача како психолози, а исто така и блиските кои може да помогнат да им да ги спречат, да им олеснат на оние што страдаат од такви работи. Значи, од прилика може и да се јават, да кажеме, во серија во текот на денот. Едноставно доаѓаат без да се најават. Дали има некој лимит, например, не знам во колку панични напади би можел да има во еден ден, како тоа е некако регулирано во нашиот мозок? Пак тоа, мислам дека, пак ќе кажам, зависи од личноста, како и што, значи може да се јават на незгодни места, мислам претежно во најавни каде што има гужва, зависи. Може и да бидат и поврзани со фобиите на некој начин, ако вака размислиме. Додека возиме, некој, да кажеме, сака да биде под контрола, на воланот, или пак, не знам, сака да биде така, да. Од другата страна. Така да зависи пак од личноста и ништо поминува. Значи, пред се мораме да дознаеме како психолози
и самите тие личности да си кажат што и како, нели, колку често им се случуваат. Да, мислам, треба, мора да запамтиме дека после секој паничен напад кој го има личноста, може да се повлече. Сега тоа е оној дел кој не е баш пријатен. Мислам, непријатен е целиот процес на паничните напади, али едно од работите е тоа што може да се повлече затоа што има страв да не се појави на додека се возиме, додека имаме, не знам, работа. Така да на тој начин можам да го кажам тоа. А според ова што го зборувавме досега, во кои животни ситуации најчесто може да се појави паничен напад кај лице? Дали тоа е можеби поврзано и со некои нови моменти од нашиот живот, не знам, станување на родители, тргнување на факултет или некои такви поголеми чекори, или може од рандом ситуација животна со која што се соочуваме па да ни предизвика паничен напад? Да, во кои ситуации? Претежно, точно да, мислам, убаво го долови тоа, каде што промена на, кажеме, атмосфера, или промена на некоја, не знам, ја спомнав работата, да кажеме, нерешавање на статусот, губење на работно место. Сите тие некои нагли промени може да предизвикаат, нели, кај лицето голем, високо ниво на анксиозност, несигурност. Претежно, да кажеме, кај децата, например, може да се јави чувство на анксиозност кога, да кажеме, кога се запишуваат во прво оделение или после летен распуст, каде што така има некој период на промена, на една стагнација и одеднаш доаѓа како шок на телото, можам да кажам, и на личност пред се. А веќе кога ги спомнавме децата, дали постои разлика меѓу паничните напади кај деца и паничните напади кај возрастни? Да, според мене мислам дека има. Сега зависи, кај помалите дечиња, или како и да е ученици, се разликуваат претежно кај возрастните се поврзани со некоја, да кажеме, голема травма. Или пак, некој голем стрес. Кај децата се јавуваат на тој начин каде што сега не знам, повеќето можете приметиле, заприметиле болки во стомакот, гадење. Како на еден вид анксиозен напад или високо ниво на анксиозност кој го чувствуваат, дали тоа во училиштето, или понекогаш тоа го изразуваат со плачење. Да кажеме, детето нели е зависно од родителот, па тука постои страв, па кога го остава во училиште, па сега нели ме оставаат сам, и тука е битно како родители, тие што се нели, што умеат и што работат со деца, да не им се пружи едно внимание дека не се сами. Дека има некој едноставно еден близок контакт може да го промени тоа действие. Значи тоа е во момент на страв. Како што разбрав, така. Значи во момент на страв тогаш би реагирале децата на паничен напад. Во момент на страв да не биде оставено, тој момент може да се случи, но исто така и онаа несигурност што ја чувствува со врсниците, мислам со соучениците. Ако некојаш се чувствува дека не припаѓа или едноставно наставничката го двои, например. Дали тоа има и поврзано со булинг? Сега, извини, вака што се нафрлам, во моментов ми текна. Да, може да има, може да има поврзаност, но претежно тоа
повеќе е ударно на самата личност која детето ја носи. Мислам, ја ствара, ја калеми на некој начин за да се успособи да биде прифатен, да биде, не знам, во, да кажеме, во друштвото и така натака. Али тоа повеќе мислам дека се изразува на дејството, удира малце повеќе на самодовербата на детето. Да, како да се реагира во случај на панични напади кај деца? Кои се првите психолошки третмани? Првично, нели, треба да биде забележано од родители, наставници и како потоа да се реагира? Потоа може да кажеме да се види која е, мора да се има пред се за нив едно лице каде што ќе биде тука за нив. Значи тоа според мене би требало да биде психологот или наставникот, нели, како што велиме училиштето втор дом. Да, наставникот втор родител. Така да мора да се има некоја доверба на тој начин. Он после тоа може да реагира на било кој начин, само да биде, нели, она со разбирање, со љубов, со внимание, само да се потенцира дека секи биде во ред. Да, значи тоа е главниот момент. Да. Од тука треба да се тргне, па се понатака да се развива поддршката на детето. Да. Дали може да се каже на која возраст, од која возраст може да почне да се јавува паничен напад кај дете? Дали има некоја таква граница? Па, да кажеме така и помалите, влијае на начин како еден вид на анксиозност. Може да се јави во негде таму под доцните класови кога се, не знам, мислам, веќе како што идат годините и нивното школување, али може да биде поврзано баш со тоа, да кажеме, со булингот, со насилството, со припаѓањето, претежно во тие повозрасните класови. Може да биде академскиот успех, не може да се организира, па му доаѓа превише материјал, па не може како да го постигне. Исто така зависи од домашната атмосфера. Значи, може сега постојат и тие работи каде што, нели, родителите се разведуваат или, не знам, дома има кавги, така натака. Така да може да се јави во било кој временски период на детето. Од тука може да се работи кога ќе се примети тоа. Да. Зборувавме за тоа како изгледа еден паничен напад, но би сакала да им објасниме на гледачите малку подетално какви чувства и мисли се вртат во главата на едно лице кога доживува паничен напад. Па, какви мисли? Мислам дека претежно се поврзани со тоа дека нешто многу лошо им се случува во моментот. Мисла дека умираат, дека не може да се снајдат. Како сега, мислам, сите тие прашања и мисли се толку брзи за да се, нели, процесираат. И затоа е битно да некој оствари еден контакт со нив, додека сме присутни со нив, нели? Да се воспостави контакт со очи и да се, нели, да се натера, значи, дишење, да се смири личноста на начин на кој ќе му се долови моментот дека секи биде во ред, за да се врати фокусот.
Многу е битен фокусот во тие моменти за да може личноста да се врати во реалноста. Зашто точно како што кажавме претходно губи една контрола над целата ситуација. Најдобро е да едноставно да се свати како дека окей, дека ќе помине, дека ништо лошо не може да се случи. Каква е поврзаноста меѓу анксиозност и паничен напад? Спомнавме и анксиозни напади и панични напади. Да. Која е поврзаноста меѓу нив? Кои се разликите? Дали може нешто класично да се дефинира? Доста се сродни, мислам, доста слични се. Анксиозниот напад малце полесна варијанта од паничниот, според мене, каде што можете да се јави при свест сме, додека трае анксиозниот напад. На страна од тоа, нели, паничниот не сме при свест и ни треба да се вратиме во нормално. Така. Сега, како што рековме, паничните напади не бираат ниту време, ниту место, ниту доаѓаат со некаква најава. Каков треба да ни е првичниот пристап кон лице кој има паничен напад? Мене ми се има многу пати случајно некој да има паничен напад, јас не знам како треба да изреагирам со тоа лице. Првичниот пристап е да се воспостави еден контакт, да се натера лицето, значи пред се мора да се насочи на тоа да најде нешто на кое може да се го врати фокусот, дали е тоа некој, значи пред се тактилните сетила, нели, да допре нешто што, нели, е така попривлечно, дали себе си да си даде една позитивна афирмација, она баш со допирање, дека сум тука, дека сум жив. Исто така мора, нели, како наслов на подкастот, издиши се. Значи секогаш кога постои траума, во психотерапијата клиентот секогаш го насочуваме, го посоветуваме да се издиши. Да се регулира дишењето откако ќе се врати фокусот. Пак тоа што го кажав, да се воспостави еден контакт, нели, преку, нели, да ме погледне во очи и едноставно да му се укаже на личноста дека секи биде во ред, тука сум за тебе, не си сам и така натака. Така да се ублажи моментот на паничен напад. Што треба да се направи во случај на паничен напад како само помош, доколку лицето е само и се наоѓа во јавна средина или дома? Кој е првичниот пристап, мислам, колку и да не е свесен во тој момент, нешто карактеристично за само помош, што би му дошло како добар совет? Да, тука можам да ги спомнам на чистите работи, но зависно од тоа што прво ќе му дојде на лицето на памет. Прво што може да му дојде, да кажеме, да си каже на себе си, добро е, се е во ред, нели? Исто така, да, мислам, истите работи што ги спомнав, додека сме со некого, само што, нели, полесно би прошло. Тука е моментот на она, дека сме сами, дека не можеме, дека нешто многу лошо ќе не се случи. Нема кој да ми помогне. Значи, мора да се земе една од тие точки, да кажеме, да се добре, значи, окей сум, добро сум, заедно со, нели, и да не се заборави да се дише, пошто мора да, нели, да се издише, да се убаво контролирано дише. Каков е психолошкиот пристап кон лицата кои имаат чести напади на паника од аспект на психолог? Пристапот е, да кажеме, се работи на тоа за емотивна поддршка, на позитивни, нели,
афирмации на некој начин да се посочи, да се види позадината пред се, зашто е тоа така. Да се најде начин нели да му се доближи психологот, да мислам на некој од стручњаците, да кажем, ете во когнитивната бихевиорална терапија знаат и што, како умеат, нели, со лицето што има панични напади. Али пред се работата со нив е на некој начин да на позитивно ниво да се работи со нив. Да, значи максимално да се извлече што на предизвикува паника, да, така? И пред се, нели, да се смири, мислам на смирување, на релаксација, на одење на чести, да кажеме, прошетки, доколку нели тие не стварат паника и стрес. На некој начин тоа, вака, не ми паѓа на Дали постои некаква медикаментозна терапија која се применува кај лицата кои страдаат од панични напади? Тоа би го остел на психијатрите. Ја, ако ете нешто би препорачал, е тоа да се оди со некој што ете, дали тоа пријател, партнер, во кого имаме доверба, на свеж воздух, да најдеме некое време за нас. Дали па постојат техники некои кои што се спроведуваат со клиентите кога имаат панични напади, некои вежби, нешто да се регулира, дишење, Да. вакво однесување кога се има паничен напад? Па да, мислам претежно на дишење, на релаксација, на насочување тоа како да се справи во тие моменти. Постојат и такви техники каде што, нели, како што спомнавме, некој пат ќе останат сами. Така, да. И се насочува на тоа како они можат сами да се справат во тие моменти. Така, дали можат да се развијат одредени компликации врз здравието како последица од паничните напади? Да, значи може да се јават компликации. Претежно ќе спомнам изолацијата. Лицето со такви, нели, панични напади може да екстремно да се изолира, да се јави после тоа, нели, депресивна епизода, тага. Значи, пак се тие личности кои преживеале нешто што не може да го дефинираат. Исто така и кај, ете, тоа го спомнав и кај техниките. Мора да психологот, нели, да најде начин како да допре до него, до личноста, каде што дали може би постои некаква тактика за да се исконтролира паничниот напад? Кога лицето е свесно дека може би ќе следува паничен напад, да развие некаква самоконтрола. Па да, значи, тоа можеме да го сватиме како сега, ете, што ние повеќето кои сме биле, нели, на езеро, на море, можеме да го сватиме тоа како, нели, додека пливаме. Да голтнеме вода. Едноставно тоа е нешто што не ни припаѓа на нас, нели, и како водата како елемент не е природно, нели, околина, не е природна околина да човекот, нели, опстане во неја. Така. Затоа што ние, нели, претежно сме копнени суштество нормално. Мислам дека начинот на тоа да го пуштиме тоа од себе, значи имаме две опции, или, нели, ќе се давиме, или ќе го пропуштиме во нас, да протече едноставно, што, ете, на некој начин како вода.
тоа е еден од начините на како може, тоа е истото како не знам, некое навистина лошо чувство кога имаме. Можеме да го примиме како една информација која може да пројде, нема да трае долго. На тој начин. А неколку твои совети за справување со панични напади? Па неколку мои совети. Па би спомнал дека што и да е, додека ете некое лице го искусува тоа, дека не е нешто страшно и дека ќе помине. Мислам, делува страшно за лицето, но секогаш, нели, потребно е да си најдеме некое време за нас, за релаксација и сите, да кажеме, сме се чувствувале во моменти каде што веќе е too much. Тука исто така, како и техниките, тоа го заборавив, организација на времето. Некако да се соочиме со работите кои ни тежат и една по една, чекор по чекор да ги решаваме. Мислам дека само така ќе се дојде до целта и до она баш помирување на целото тоа лошо искуство од паничните напади. Така да, еден од советите би бил тој. Едноставно да се врати контролата каде што е потребно, тоа е врз нас. Стефан, ти благодарам на гостувањето. Благодарам на тебе. А вие, драги гледачи, секогаш кога ќе почувствувате симптоми на панични напади, смирете се, дишете длабоко и трудете се да ја преземете контролата во вашите раце. И останете свесни. Колку и да изгледа невозможна ситуацијата, потрудете се да сте на безбедна и сигурна локација со некој покрај вас. И не заборавајте, задолжително издишете се и посетете психолог.